пламените јазици до темел го изгореа символот на Скопје, универзална сала. Нема жртви ниту повредени, само 2 жени завршиле на токсикологија поради вдишен чад. Како што информираат од МВР, приведени се 3 градежни работници кои изведувале работни задачи во моментот на пожарот. Пожарникарите велат дека тешка била борбата со огнената стихија, но за среќа пожарот е целосно изгаснат. Во 9 часот и 50 минути примена е дојава за настанет пожар во универзална сала. Веднаш беа испратени 2 противпожарни возила од блискиот подцентар во населбата Тафталиџе, кои што уште при доаѓањето забележа висок столб од чад и веднаш побара дополнителна помош. Вкупно интервениравме со 9 противпожарни возила со 24 пожарникари. За релативно кратко време, благодарение на пожртвуваноста на колегите, пожарот беше ставен под контрола. Според фирмата изведувач, причините за избивањето на пожарот е стара инсталација, но не се исклучува можноста и да е човечки фактор. Нигде никаде претпоставуваме дека е дали стар кабел, дали не можеме и да знаеме точно сега. Некоја стара инсталација, тргнал димот, никој не имало во салата. Моите мајстори пробале со противпожарен систем, апарат да го изгасат. Тоа си верици, стари со години, суви и брзо горат. Како што гледате, за пола саат некој на самата скоро се изгаси. Преди тоа што нема што да гори во неа. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска вели дека ќе се продолжи со градбата штом се утврдат причините за пожарот. Повикувам за брзо постапување од страна на сите институции. Тука со нас се присутни представници од надзорот, од изведувачите, од фирмата која што ја гради универзална сала и апелирам за брзо расчистување за кои се причините за пожарот што се случил. Мојот најголем страв беше дека еден ден ќе се случи пожар, вели поранишниот директор на Универзална. Тој кажа дека првата информација која што ја примил кога станал директор била дека сличен проект или истаков, бидејќи е бугарски проект, во Бугарија изгорел за само 7 минути. Можете ли да замислите каква трагедија би било во случај на преполна сала? Значи, практично е невозможно. Возможно е се за 7 минути, меѓутоа ако е објектот спремен за брза евакуација. Така да тоа беше мојот најголем страв дека еден ден ќе се случи пожар и навистина се случи, меѓутоа за среќа веројатно без човечки жртви. Салата беше во фаза на реконструкција, а пред само 2 недели беше поставена новата купола. Реконструкцијата ја започна поранишниот градоначалник Петре Шилегов, но сегашната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска не ја продолжи. Во февруари годинава реконструкцијата на салата од градот Скопје ја превзема Министерството за култура.